Почитувани слушатели, Facebook следбеници, ја следите и гледате Македонски корени со вашите домаќини секое саботно попладне, така и денес се Јон и Бети Треновски. Како и што и ви најавивме, наш, но и ваш гостин денес ќе ни биде доктор Наташа Котлар Трајкова, универзитетска професорка на Институтот за национална историја, научен советник, но и подпредседателка на политичката партија Глас за Македонија. Ја покануваме да ни се приклучи во студиото на Македонски корени. Се надеваме дека се ќе биде во ред. Добар Ќе ден, се слушаме. поздрав Добро до вас. утро, Слушаме. господја Котлар. Добро дојдовте на Македонски корени. Добро ве најдов, ви сакам убав ден да имате. Добро ви утро и од мене, господја Котлар. Ни причинува задоволство што по долго време повторно сте заедно со нас и со сите наши слушатели и гледачи од целиот свет. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија на темите кои ги одбравме за денес. Секако и јас се надевам. Паузата што беше во овој период, може би се должи на моето крепко здравје. Претпоставувам дека во овој период ќе бидам подобра со здравјето и мислам дека ќе ја завршиме работата како што треба. Посекуваме Да. долго здравје до вас секако. Ќе започнеме со пред некаде околу 2 недели во Националната библиотека Свети Кирил и Методија беше представена изложбата Македонија во европската етничка картографија во времето на средината на 19 век до Балканските војни 1912 до 1913 година. Доктор Стефан Пејков, председател на Меѓународниот трговски и културен центар Геопан, основач на Бугарското картографско здружение, изјави дека со мапите што биле представени се илустрира историски бавниот развој на овој процес кој ја дели една нација на две. Како што рече тој, картите се наредени така што тие одговараат и на универзалните европски вредности и не разгоруваат територијални спорови. Едно е јасно, сите карти се едногласни и покажуваат објективно бугарско присуство на територијата на Мизија, Тракија и Македонија, додаде Пејков. Како гледате на ваквите изјави на доктор Стефан Пејков? Колку има вистина во овие негови изјави, доктор Котлар? Знаете, се тоа што го кажавте, можам да го сублимирам во еден збор. Тоа се вика пропаганда. Независно од научните титули што ги има господинот Пејков, тој е во функција на една пропаганда, во случајов бугарската. Каде му се нему картите каде што ја представуваат неделивата нација со Србија, со Грција, со други некои карти? Во моментов македонскиот народ, а особено неговите државни институции, мислам на научните, образовните и културните, се наоѓаат под еден силен бран на една многу провидна пропаганда. А знаете, пропагандата во својата суштина значи намерно искривување на определени вистини, чија цел е да променат определено мислење или однесување. Ете, тоа е однесувањето на бугарската страна во однос на Македонија. При тоа треба да истакнеме дека од македонска страна нема јакнење на македонските институции, нема јакнење на научните, нема јакнење на образовните, на културните институции. Знаете, ако сакате да ја урнисате државата, вие уништете ги државните институции. Каква е оваа власт која што создава парадржавни тела, органи, институции? Што е комисијата? Го спомнавте господинот Драги Георгиев. Пара нешто. Значи нешто што е во спротивност на постоењето на државните институции.
Затоа што една држава се брани со нејзините институции, со институти, со факултети, со академија. Имаме ние наука овдека од ослободувањето во 44-та година, па до сега 80 години институции се создаваат. Што прави оваа власт? Хибернира или сака нас да не направи да бидеме хибернирани, да не мислиме, да не чувствуваме, да не разбираме. Не може тоа така. Дури посега по научната автономност. Како можам јас како научник да си го повијам мојот грб под притисокот на определена власт? Тоа е политичка работа. Или наедноставно, еве сега, например, мојот колега Бранислав Светозаревич, на кого му бев рецензент, направи една книга, македонци, милениумски сведаштва за идентитетското име, и овде знаете колку многу карти има? Ама во овдека има и карти каде што кажува дека не сме биле една нација поделена на два дела. Овде зборува за македонскиот развој. Овде зборува за македонската историска и вертикала и хоризонтала. Така да, она што ни се нуди и од Софија, малку Атина е подзамолчена, а го очекувам и Белград да се јави, мислам дека станува збор за една многу провидна пропаганда и мислам дека треба да имаат еден посебен однос кон нас, веќе да не ни ја навредуваат нашата интелектуална способност и да престанат со секакви глупости. Господја Котлар, како што знаеме, изложбата ја посетија и членовите на Мешовитата бугарско-македонска комисија, предводена од копредседателите Ангел Димитров и Драги Георгиев. Како ќе прокоментирате изјавата на председателот на Меѓународниот трговски и културен центар Геопан доктор Пејков дека картата е извонреден споменик на културата и како гледате на неговото барање Бугарија да ги стави своите карти на масата за темата Македонија, како и тоа дека една од картите била етничка карта на целата територија на бугарскиот народ, кој, како што тој рече, јасно покажувала објективно бугарско присуство на територијата на Мизија, Тракија и Македонија. Што сака Бугарија да покаже преку оваа изложба? Како гледате и на присуството на Драги Георгиев и неговиот тим, особено на неговата изјава, односно признание дека бугарите имале безпрекорна колекција која споделена меѓу двете земји објективно ги отсликувала нивните позиции. Тоа дава дефинитивна идеја, вели Ѓорѓиев, дека населението која се издавале овие карти било со бугарска самосвест и бугарско потекло. Тоа го докажало речиси сите мајстори и автори на европските маки, додаде Георгиев. За мапите, нели, или маките на Георгиев, ќе ни треба посебна емисија. Меѓутоа, да почнам од крајот што го спомнавте, бугарска самосвест и бугарско чувство. Значи, тие се два термини кои што се појавуваат во современово живење, во 21 век и така натаму. Ако мапите или маките на Пејков и на Ѓорѓиев се од 18, 17, 19 век, таму нема бугарско самочувство, терминот не припаѓа на времето. Терминот е сосема модерен, сосема е нешто друго. Во тоа време, еве да бидам коректна, она што ние го знаеме како Македонија е дел од османлиската држава. Значи би требало на картите да ја има османлиската држава, како некогаш што постоела југословенската држава, или Австриското царство, или Руското царство. Така да многу е смешно некој да зборува за бугарска самосвест и бугарско чувство и национално чувство. Па тие не знаеа како се викаат нивните проучуваци. Еве ќе го спомнам и Априлов од постариот период, па и од поновиот професорот Балан. Сите тие велат дека некаде до почетокот на 20-тиот век спомнувањето на бугарин во бугарската држава значело православен селанец, земјоделец.
не значело народносно определување, иако дека во тој период би требало веќе да почнува тој процес во бугарската држава, бидејќи од кога се обединија со автономната област Источна Руменија во 1885 година, веќе ги прават сите оние можности за една државност и градење на една нација. Со тоа што турското муслиманско население сериозно го протерува и го чистеа тој простор од тоа население. Појавата на терминот булгар милет, тоа е османлиски термин, не е бугарски. Османлиската држава си определила како ќе ги именува своите поданици. И почнува она што представува определување во османлиската држава. Јас морав малку да проверам. Така. Нешто имаме проблем ние со струјата, бидејќи некој невреме има. Се спрема. Мислам дека е во ред. Во ред е, да. Да. Така што она што го спомнува Драги Георгиев, македонско христијанско население спомнавте. Значи, јас не сакам да навлегувам во неговата сфера на незнаење. Бидејќи него јас многу добро го познавам, ние сме и пријатели 30 години, бидејќи во исто време ги почнавме нашите постдипломски студии. И се сеќавам на професорот Бранко Панов, кога Драги Георгиев требаше да ја брани својата магистарска теза, сериозно му укажа на тој термин, бидејќи и во средниот век, и во новиот век, ако сте историчар од занает, вие ќе детектирате, значи, народ. Значи, во времето, во приликите и сето тоа. Но детектирање на народ во 21 век и да го пресликате во 19 или 18 век, тоа не е дозволено во науката. Ова говори само за несигурноста и незнаењето на оној што е ко-председател на едно сериозно, нелегитимно тело што се вика Комисија за историско-образовни прашања. Како гледате на последните притисоци за менување на уставот со цел вметнување на бугарите во преамбулата како народ? Постои ли опасност откако ќе бидат впишани во преамбулата, а имајќи предвид дека не ја признаваат посебноста на македонскиот народ, да посегнат по интегритетот на македонската држава и да биде загрозена политичката, културната и историската содржина на македонскиот народ? Да, се согласувам. Тоа секако дека ќе биде поразително кон севкупната народностна па и историска содржина. Знаете, бити, што е проблемот? Ние за сите овие години на постоење како соседи едни со други, и да не заборавиме дека 99-та година, нели, ние имаме една декларација со Бугарија за едно исто добро соседство, меѓутоа тој документ е послободен, не е задолжителен како договорот. Меѓутоа, тогашниот председател, ако се сеќавате, Љупчо Ѓорѓиевски, уште тогаш наговести дека македонската историја повеќе нема да биде секташка, за него сме ние секташка историја, и дека македонскиот јазик нема да се спомнува како таков, како посебен, туку како јазикот според уставот. Ова нас ни укажува и друго, да не заборавиме дека Бугарија навистина ја прозна само македонската држава, но не и постоењето на различен народ и јазик. Значи, кога ќе ги земеме во предвид сиве овие нешта, зборува за тенденцијата на бугарската страна за негирање на посебниот македонски историски развој, односно за намерата да се асимилира она што представува македонски народ, јазик, историја и култура. Најопасно е негирањето на македонската култура, бидејќи тој термин е многу широк. Може да биде и нормативен, како државна политика, но може да биде и
антрополошки, односно широко меѓу луѓето кои што представуваат една заедница. Тоа е најопасното. Второ, создавањето на македонската држава беше резултат на антифашистичката борба. А во таа борба македонскиот народ заедно со останатите народности, тие беа во помал број. Да бидеме искрени, значи најголемиот дел од антифашистичката борба ја извојуваше македонскиот народ. Но сепак ние го признаваме и учеството на другите и не им го одземаме тоа учество секоја чест за борбите. Меѓутоа, денешната врховистичко-балистичка партиска власт и политичка не сака тоа да го издигне, сака тоа да го запрета како факт, како историски факт, и ние имаме и од таа страна проблем. Место тие да делуваат во насока дека Бугарија мора да го признае посебниот македонски историски развој, но не само и Бугарија, туку и оние новоосвестени, не знам кога се освестија, не смеа да настапуваат во насока дека не постои македонски народ, не постои македонска историја, не постои македонски јазик, односно да се проблематизира и негира македонскиот посебен историски, именски, идентитетски развој и содржина. Дури јас се сеќавам дека ние во Скопје конкретно, навистина има луѓе кои што по своето потекло и етничко и државно се од Бугарија. Но тие многу помалку го негираат македонскиот идентитет, отколку овие конвертитиве родени во Македонија, ама освестени како бугари. Дури неодамна, пред, мислам, чинам беше 2-3 недели, поранешниот премиер, оној што зборуваше за секташката историја, се истопори на една национална телевизија и онака како Дон Кихот настапи, ќе ја реформирал македонската историја. Замислете. Македонската историја може да ја реформира само човек од занает, од науката. А ако толку сака да биде познат како реформатор, треба да го реформира политичкиот систем во државава, која што им овозможи на сите конвертити и средно богати бизнисмени и коруптивни суштества да добијат политичка власт, а со тоа и економска власт. Така што ова бугарите во уставот, јас уште лани напишав дека ако ги вметнеме бугарите во уставот во овие услови сега вакви какви што се, македонците ќе одат во пеколот, македонците нема да постојат. Затоа што во преамбулата на нашиот устав ние се повикуваме на историското наследство на борбите, затоа што македонскиот народ го гради својот национален развој врз основа на борби. Некои други држави на нешто друго. Ние врз основа на борбите. И се повикуваме на илинденските традиции, Крушевската република, асномските државнотворни одлуки, оние што се наведени. И каде? Тие ќе не уништат антифашистичката основа на државата, ќе ја уништат историјата и така натаму. За да некој биде во уставот, треба вам да ви признае право на рамноправност на субјект. Хрватите, например, нас не оспоруваат, дури се вложиле во издигањето на високообразовните капацитети на Македонија, па дури и во градењето на националната содржина. Како можам јас да го ставам во устав оној што ме негира? Сега која што го велам, мислам дека треба да ги ставиме и под знак на прашалник и балистичкиве изрази. Бидејќи тие, заедно со тие така наречени бугари, за време на Втората светска војна, беа на другата страна.
на страната на фашизмот, а не на антифашизмот. И тука треба едно големо преиспитување. Мислам дека човек веќе треба да застане и да си ја исцрта својата линија, ние како македонци, и да кажеме каде ни е точката што се вели стоп. Се надевам дека ќе е доживееме со ние нивните по старата барања, нема генерација преки. да видиме Македонија дека го гледа белиот ден. Новопечениот академик Драги Ѓорѓиев, кој е директор на Институтот за национална историја и председавач на заедничката мешовита македонско-бугарска комисија за историско прашање и образование, на 23 мај оваа година одржа свое пристапно предавање. Темата на која тој се осврна, а која претходно беше објавена, е многу индикативна, бидејќи беше насловена како македонската историографија во периодот на транзицијата. Мораме ние да признаеме дека на нас ни беше многу тешко да дојдеме до информации за неговото обраќање, но сепак успеавме да дојдеме само до една информација, а тоа е следната. Ѓорѓиев, говорејќи за османлискиот период, употребувал термини христијанско население. Господја Котлар, имајќи во предвид дека на многумина им е познато дека Крсте Петков Мисирков, но и други, во нивните писанија укажуваат на раната писменост и кодификацијата на писмениот јазик на македонскиот народ, но исто така е познато и тоа дека создавањето на македонскиот народ е во времето на Ренесансата. Зошто тогаш академик Ѓорѓиев, кога говори за османлискиот период, не го апострофира постоењето на македонскиот народ, туку употребува термин христијанско население? Што сака да каже Ѓорѓиев со ова? Дека е прекинат континуитетот на создавањето на македонскиот народ во османлискиот период? Зарем народното творештво и востанијата не се доволни факти и аргументи за континуитетот на македонскиот народ? Со која цел Ѓорѓиев го опфаќа само периодот на транзицијата, а не и периодот пред тоа? Се фатили академик Ѓорѓиев на исто оро со странските историчари, особено со оние од Бугарија, кои не обвинуваат дека с неим ја крадели историјата? Ајде да Простете, многу почнеме прашања со... поставивме да ви дадеме еден широк простор. знаете што, уште преска, затоа ви реков, ако почнеме да зборуваме за Драги Ѓорѓиев, ќе ни треба нова емисија. Многу емисии, да. Знаете, ајде да ги запознам вашите гледачи. Драги Ѓорѓиев е повторно избран за раководител на Институтот за национална историја, а тоа во нашава држава се вика вршителна должност. Веде директор. Да. Значи, не е вистински директор, ама е вршител на некоја должност. И за исто така за слушателите да кажам... Во превод може би тоа значи спроведувач и аминувач на... Да. Дури и тоа сакав да кажам дека изборот кој што се одвиваше од крајот на април па некаде до крајот на мај, бидејќи бев член во првата конкурсна комисија, поминавме една сериозна перипетија како членови на конкурсна комисија. Нашето право ние ќе си го тераме по некои инстанци. Меѓутоа све беше направено историчарот број 1 на власта да стане вршител на должност. Во моментот јас би сакала да го поздравам, тој сега со својата сопруга и колешката Билјана Јосифовска-Ристовска и нејзиниот сопруг се во Будимпешта и реализираат некој си проект на МАН. Така што неговите патишта се не секојдневни во однос на другите научници во Македонија. Понатаму да зборуваме за Драги Ѓорѓиев и неговиот настап во МАН. Знаете, вообичаено е кога некој има пристапно предавање, тоа предавање да го направи од неговата потесна област што ја работи со текот на годините. Меѓутоа, Драги Ѓорѓиев, бидејќи е на политичка задача, се определил да третира тема која што не е од неговата посебна област, не е од османлиската историја, туку една поширока тема историографија.
И тоа од периодот од осамостојувањето па до денешен ден. Освен што мислам дека беше еден период секретар, еве и да бил председател, не можам да се сетам точно за овој податок, во Сдруженијето на историчарите, Драги Ѓоргиев не бил ништо повеќе во тоа еснавско здружение. Скоро во некој исто време сме вработени, година-две мислам пред мене, јас сум 93-та година вработена во институтот, мислам дека тоа е 91-та. Ако не се лажам, може има нешто порано. Меѓутоа ги одевме заедно тие првични научни патеки, каде што моравме да зрееме и да осознаваме. Мојата генерација на научници, тоа е Митко Панов, Силвана Чуповска, Сидоровска, Вера Гошева, една плејада на колеги од Институтот за национална историја, поминавме многу сериозна обука и школовка од страна на нашите ментори. Мојот ментор беше професорот Михајло Миновски и вие не можете да станете магистар ако не си ги познавате процесите на периодот во кој што работите. Драги Ѓоргиев се определи за османлистиката, бидејќи институтот му овозможи да студира уште еден факултет во Сараево и му обезбеди да стане османист. А тука не го заборавам влијанието на колегите, исто така османисти кои многу придонесоа тој да го усвои занаетот на преведување од османлиската историја или провиниенција. Мене ми е многу индикативно, бидејќи во Институтот за национална историја на периоди се одржуваат научни конференции на кои што се третира македонската историографија. И кога ја гледав таа книга, тој зборник на научни трудови, гледам дека Драги Ѓоргиев не оставил некој печат во тоа, а луѓе настапиле, третирале теми и сето тоа. Освен тоа што бил вработен во Институтот за национална историја, добро соработувал со сите власти, не можам на тоа да му забележам. До сега ние не сме забележале негова пројава дека тој би сакал да се реформира нешто или би забележал на македонската историографија од научен аспект. Не навлегувам од неговите политички пориви. Меѓутоа, еве јас ке ви кажам, не сум сретнала Драги Ѓоргиев да поставил некои цели, програми, правци, стратегија, како треба да се одвива развојот на македонската историографија во еден определен момент. Не сум сретнала негова темелна научна критика за политичките, повторно ви нагласувам, не ги земам во предвид. Неговото предавање вие не можете да го најдете ниту како објавено од страна на Академијата, ниту пак не знам како аудио, видео, не знам што. Ние нешто дознавме од присуството на професорката Јованка Кепеска, докажан професор во социолошката наука, која што жената беше навистина запрепастена од настанот кој што се случил во Ману, и таа имаше една прекрасна колумна за она што му забележува на Драги Ѓоргиев и на сите оние околу Драги Ѓоргиев. Ако сакате да имате успех во историографијата, или ако сакате да направите критика на историографијата, вие мора да понудите сериозен материјал. Затоа, не случајно спомнев, имаме ли стратегија? Имаме ли ние некои правци? Разговорите од типот, ви реков, ви кажав, не е тоа стратегија. Во тој разговор, во тој настап негов, колегите беа запрепастени колку има политичка содржина. Накратко, ако ние како колеги утре не внимаваме што пишуваме и што зборуваме пред актуелната власт, може да ни се случи да бидеме дисциплинирани, да не ни дадат средства за работа, да не држат на страна
Односно, таа е новата парадигма која што ни ја најави академикот од МАНО. Жално. Македонија се наоѓа пред процеси во кои суштински се определува македонската иднина и тоа преку удел на решенијата на Историската и образовната комисија што се преточуваат во политички одлуки. Дали комисијата при заземањето на ставовите ги представува севкупните историски сознанија за автентичноста, континуитетот на развојот на македонскиот народ, но и на македонскиот јазик? Знаете, Бити, јас уште преска спомнав дека самото постоење на комисијата и противречи на државната политика. Затоа што државата си се брани со своји институции. Сакам да знаат вашите слушатели дека прво и основно оваа комисија за македонско-бугарски историско-образовни прашања е формирана на нелегитимен начин. Бидејќи договорот кој што е напишан меѓу Македонија и Бугарија е нелегитимен. Вие не можете во преамбулата, без да си го прашате народот, да напишете народот и неговите институции научни, заедничка историја, и да го напишете во тој договор членот 8 со двата става околу учебниците и заедничкото чествување. Друго, членовите на комисијата заедно со копредседателот Георгиев се поканети да учествуваат во таа комисија на една лична, пријателска основа на тогашниот премиер Зоран Заев. Во Институтот за национална историја нема нивно барање да им се одобри да бидат членови во таа комисија. Во Институтот за национална историја има посебни оделенија. Ако сакате да работите, за секое прашање вие може да консултирате стручни лица од било кое оделение, од антика па до најсовремена историја. Изборот на луѓето кои што е во таа комисија оди на лична основа. Таму ќе најдете помлади колеги кои што повеќе се занимавале со невладини организации отколку со историска наука. Или пак луѓе кои што биле вработени во Институтот за национална историја, но не сваќаат во каква институција се вработени. Па полата од нив сметаат дека не треба да се проучува националната историја, а замислете работат во Институт за национална историја. Затоа, кога зборуваме за оваа комисија, сватете дека зборуваме за илегална некоја форма, недозволева, нелегална, нешто од црниот пазар, кое што си има можност да се уработува со Министерството за надворешни работи, чиј што пак министар нема никакво познавање од македонската историја и спроведува една сериозно албанска балистичка надворешна политика. Така да, нарочно ви дадов разлика што значат државни институции и што значи таа комисија. Така. Господја Котлар, многу често ги слушаме членовите од оваа, како што вие верите, незаконска или нелегална мешовита историска образовна комисија, особено они од македонската страна, а во тоа предночи копредседателот Драги Георгиев, кој вели дека со ревидирање на историјата не се менува идентитетот, кој негов став се совпаѓа со оној на оваа ненародна власт. Колку е исправна оваа негова теза, кога се знае дека народ без корен и без меморија на историското постоење и предците нема иднина? Зошто не ја дефинираат државата и културата како македонска, македонскиот јазик како национален јазик, а националните институции како македонски? Веднаш ќе ви одговорам. Значи, тоа се луѓе кои што го прифатија историското, именското и идентитетското негирање на
македонството или на македонскиот атрибут. Во предвид ја имам Преспанската спогодба и договорот за добрососедство од 2017 година. Кога ќе ги земете овие два документи и нивната содржина, и ќе ја земете во предвид работата на комисијата и изјавите на луѓето во комисијата, веќе доаѓаме до заклучокот дека овие луѓе немаат ништо заедничко со научноста. Тие само случајно се вработени во Институтот за национална историја, како што ви кажав. Меѓутоа, државата се брани или се именува како македонска, нели, спомнавте, единствено преку институциите. А научните институции се згазени. Да не ви кажам дека ние немаме средства за проекти, дека ние немаме средства за објавување на научни трудови, ние одвај добиваме средства за некаква месечна плата, која што не е соодветна. Ние не добиваме 78% зголемена плата, за разлика од ВД-то, Драги Георгиев, и така натаму, или пак паушали, за разлика од членовите во комисијата. Тие луѓе затоа се и одбрани од поранешниот премиер Зоран Заев на една пријателска лична основа, за да може да добиваат за својата работа антимакедонска определени паушали. Ако се сеќавате, лани во ова време медиумите објавија она што е познато. Не навлегувам во непознатото, дека вкупно сите членови на македонскиот дел добиле, лани зборувам, 2022 година, околу 250.000 евра за својата работа. Сега видете колку би значили тие средства некоја паметна власт, некоја македонска власт, да ги вложи во своите институции. Научни трудови, да. Затоа нема македонски. Затоа нема идентитетско манифестирање на македонството. И затоа нема научни трудови. И затоа ќе паѓаме во транс кога ќе ги видиме оние пропагандни карти. Така. Во чест на 12 ваташки младинци, вчера 16 јуни, на денот на одбележувањето на 80 годишнината од нивното стрелање, беа представени и поставени 12 бистија, свечено беше отворена и спомен соба. По тој повод на местото на кое свирепо се стрелани 12 млади животи имаше и пригодна културна програма за достојно одбележување и оддавање почит за нивната храброст и непокорност. Господја Котлар, дали вие присуствувате на овој настан? Ако бевте, кажете ни нешто повеќе околу тоа и дали ќе дојде денот кога бугарските власти ќе се извинат за свирепото убиство на овие 12 невини младинци од страна на тогашната бугарска фашистичка власт? Јас бев на 15 јуни во Домот за култура на градот Кавадарци, заедно со мои колеги, бидејќи во тој момент ја промовиравме оваа книшка. Да. Како се вика? Темата е Мемуари сеќавања, 80 години од стрелањето на 12 ваташки младинци. Оваа книга ја имаат изработено колегите од музеот во Кавадарци. Тоа се снимени записи од 4 сестри на дел од убиените младинци, потоа соселани, другари, пријатели, кои што во еден период од 1980 година до 1997 година се како аудио запис и сега се пренесени во една писмена форма. Овдека се искажувањата на 4 сестри, сестрата на Васо Хаджи Јорданов Невенка, потоа сестрата на Блаже Ицев, Ката, исто така и други сестри има,
кои што биле присутни на самиот настан. И фактички сметам дека со оваа книга луѓето од Кавадарци и од поширокиот тиквешки крај му подигаат споменик на овој крвав настан во кој што се убиени млади луѓе. Притоа најмладиот е 15 годишно момче Перо Видев. Меѓутоа, во едно воено време, каде што е воспоставена воено-полициска и административна власт на Царството Бугарија во делот на Македонија, порано во рамките на Кралството Југославија, односно во окупираниот македонски дел, кој што требал да биде основа за идна анексија, фашистичкиот, поточно да ги цитирам бугарските научници, монархофашистичкиот систем и неговата власт преку војската и полицијата, за да го сузбие партизанското движење во овој крај, го прави настанот познат како злосторот во Ваташа. Фактички, тука имаме еден развој на партизанското движење, сериозен. Тука е голема улогата на Страшо Пинџур и плејада на македонски револуционери. Меѓутоа, децата се жртва токму затоа што исцело и се посветуваат на народно-ослободителната борба и движење и напротив, наместо да се намали интензитетот после убиството на децата, движењето се засилува и поголем дел од нивните семејства стапуваат во народно-ослободителното движење. Во однос на ова, иако немаме ниту намера некој ова да го земе како повод за извинување или помирување, јас и на самата промоција спомнав, бидејќи настанот е случен на 16 јуни, денот кога е роден ден на Симеон Сакскобургота, тој е се уште жив, бугарскиот престолонаследник, нели? Дали живее сега во Шпанија или во Германија, точно не знам, меѓутоа тој го обезбеди сигурното влегување на Бугарија во Европската Унија. Бидејќи неговиот роден ден е земен за повод, војската и полицијата под командата, врховната команда е на неговиот татко Борис III. Редно е, нели, тие Нобелс, ројалити и не знам какви луѓе, милосрдни, од Сакскобургота, да се извинат, да му се извинат на македонскиот народ, што токму тој роден ден негов бил повод за убиство и злоствор на млади недолжни луѓе. Ако сакаме добро соседство меѓу Македонија и Бугарија, ете, возвишениот Сакскобургота би можел да дојде, да побара прошка, да се извини, да го осуди монархофашистичкиот систем на неговиот татко и да ги уништи со еден потек сите европски, па и бугарски бладања за непостоењето на фашизмот во Бугарија. Бугарија има фашистички однос кон македонското население, бидејќи тоа се декларирало како посебно, како македонско. Не зборуваме за оние кои што имаат само географски идентитет, односно се родиле во Македонија, но се определиле кон бугарската држава и бугарската народност. Туку зборуваме за еден систем кој што владел во тој период во Македонија. И ете, можеби преку вашето радио, да му упатиме на возвишениот Сакскобургота, редно е на своите 87 години, да се извини до македонскиот народ, да го осуди монархофашистичкиот систем на неговиот татко и на политичкиот врв на во тоа време на Царството Бугарија, и работите едноставно многу ќе бидат поинакви. Нас нема да ни требаат ни резолуции, смешни, никакви, бедни.
и така натаму. Имајќи предвид дека голем број бугари ја следат македонски корени према коментарите кои што ги добиваме од нив, не можеме да постигнеме да ги блокираме, веруваме дека ќе ја пренесат оваа порака. Нека му пренесат на господинот, сепак кралската крв треба да биде многу повозвишена, за разлика од нас, нели, народот, пучанството. Меѓутоа, ако сакал нешто да остави зад себе, можел едноставно да го избере денот, бидејќи точно на неговиот роден ден се барало од луѓето во Ваташа да ги исчистат своите куќи, да го средат селото и да присуствуваат на воената парада приредена во чест на неговиот роден ден. Тогаш мислам дека бил 7 годишен. Господја Котлар, пред да се го продолжиме разговорот, едно само прашање. Каде може да се најде таа книга за која што говориве претходно? И дали може и на кој начин? Ја има во Кавадарци, музеот, Винскиот музеј. Така. Затоа што Винскиот музеј го финансира општината Кавадарци со своји средства, не под централната власт, меѓутоа луѓето од локалната самоуправа со своји средства ја направија книшката и ова е само еден чекор. Так. Тоа треба секоја година да се спомнува настанот. Иначе пропуштив да ви кажам дека вчера, значи на самиот ден, на 16 јуни, во паркот спомен на самото место каде што се убиени децата, издигнати се нови 12 бисти. Да. Да не заборавиме дека и 2012-та, па и подоцна, овој парк простор со целата своја содржина беше девастиран и дека беше разурнат, меѓутоа како што може човечката простотија и плиткост да има такви сериозни граници, тогаш може и човечноста и воспитувањето да имаат свој израз и навистина сега овие поставени бисти се навистина добро изработени и во својот амбиент. И ете уште еднашка да кажам дека да им упатам на семејствата едно охрабрување, бидејќи не е едноставно некој да ви го убие детето, синот, внукот, затоа што било воено време. Тука оправдување нема. Господја Котлар, во следниот дел од разговоров ќе се задржиме на политички теми. Во вторникот во Македонското собрание се одржа 119-тата седница, на која седница присуствува високи црковни достојници, поранешни председатели, сегашниот председател премиерот Ковачевски и други гости. На пратениците им се обрати и председателката на Словенија, Наташа Пирц Мусар. Како гледате на незиното обраќање, особено на делот каде уставните измени кои Македонија треба да ги направи, ги спореди, односно ги изедначи со измената на словенечкиот устав, каде тие дозволиле странски државјани да купуваат имот во Словенија? Вака. Прво, господјата, незиното присуство во градот Скопје, да бидам искрена, ми преседна. Затоа што живеам во центарот на Скопје и во периодот меѓу 9:30 и 10 часот пиле не можеше да прелета од заселени полициски возила, хеликоптери. Мислите дека интерпланетарно нешто се случува, а не еден политичар од поранешна Југославија, од Словенија. Немам добро мислење за тоа што го искаже господјата. Многу ми звучеше лицемерно, затоа што сепак и ние бевме во таа Југославија и како генерација многу добро знаеме како се развиваа работите во Југославија и во однос на Словенија и во однос на Македонија. И додека Едвард Карделј го попречуваше
развојот на националното македонско движење во Македонија, истата таа програма ја спроведуваше во Словенија за да се развива словенечката национална програма. Еве и за слушателите да ви кажам дека ние на АСНОМ врз основа на документот што го изработи Полежиновски, декларацијата за правата на граѓаните и така натаму, имавме поширока политичка и граѓанска рамка од што сите други представници на југословенските републики во тој период. Ние нема да бидеме сега патетични македонците, какви ни биле приликите. Знаеме какви беа приликите и како се развиваше Македонија, како подрачје на суровини за развој на словенечката индустрија. Меѓутоа, сепак тие треба да бидат доволно доблесни. Јас имам многу пријатели словенци, многу работливи, трудолюбиви. Меѓутоа, нивните политичари просто ме оставаат без текст со нивното лицемерие. Не е исто да го тепате човека и да го прегазите и некому да му дадете право да има имот. Тоа е случајот меѓу Словенија и Македонија. Уставните измени ви велат сега ќе ве оттепаме, нема да постоите, ќе ве избришиме, главите ќе ви ги скинеме, ама господјата имала исти таков проблем во Словенија, а се јавувале странци како носители на имотно право во Словенија. Мислам, разликава е од овдека до планета Марс. Так. Мислам дека нашите добри пријатели југословенски, оние од Словенија, треба веќе да имаат еден посериозен и повоспитан однос кон македонците. Доста ние веќе од нивните лицемерни однесувања и заштитување на албански, бугарски и слични некои интереси и нека се свртат еднашка кон македонскиот народ, бидејќи пак македонскиот народ нив никогаш не ги изневери и никогаш ништо лошо не им упати. Господјата ја разбирам како лицемерна, несоодветна и безобразна. Штета што го носи вашето име. Или таа дека Добро, пробајте јас или сум по додаде. Толстој, по неговиот роман. Мора на вакви маки некојаш и да се насмееме. Господја Котлар, како гледате на двата предлози кои му беа понудени на Ковачевски на лидерската средба од страна на лидерот на ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски? Кој е ставот на Глас за Македонија, но и вашиот став, а кој е различен од партискиот, и дали очекувате оваа ненародна власт да прифати еден од двата понудени предлози на опозицијата? Не, веќе овие денови, еве и вчера, почнуваат драмолетките на нашата власт. Во комбинација на СДС, ДУИ и така натаму. Мислам дека ние сме веќе премногу уморни од овие ефтини приказни на власта. Бидејќи во власта се партиите СДС, ДУИ и нивните приврзоци, кои да се. Уморни сме, преседнато ни е, и да ве подсетам, токму ова време лани, 2022 година, крајот на јуни и средината на јули, се случува протестите околу францускиот предлог, нели, она преговарачка рамка, и се што можевме и сметавме да кажеме и да нагласиме дека е опасно и дека не смее да се случи, беше избришано со некое магично стапче. Тогаш ни дојде и Шолц од Германија, и некои представници од Европската унија, но најлошото беше присуството, односно доаѓањето на господјата фон дер Лајн, и тоа точно на 14 јули, на денот на падот на
Бастилија или францускиот национален празник, која го умртви, буквално го умртви македонскиот отпор. Што се случи во однос на опозицијата? Бидејќи позицијата ја знаеме, таа е. Ние до ден денеска немаме одговор. Меѓутоа, едно е фактот, дека тој отпор имаше сила и да ја смени власта, и да се избори со нови политички моменти во државата, но не се случи. Ние сме како Глас за Македонија навистина коалиционен партнер, меѓутоа ако сме исти, тогаш не би биле Глас за Македонија, би биле поголемата партија. Ние уште од старт на нашите соработници им кажавме дека не ни паѓа ни на крајот од паметот да бидеме во некоја власт со СДС и ДУИ, кои што Македонија ја направија северна, го издигнеа криминалот на вредност, на политичко однесување, дури на култура. Ние со такво нешто не можеме да се согласиме. Ние бараме одговорност, ние бараме казна, ние бараме целосно менување на политичката, на економската, а пред се на културолошката матрица во оваа држава. Зошто го велам ова? Нам во близината ни се случува војна, Украина не е толку далеко. Грчењето на Европа, која што не знае што да прави со себе, а не па и со другите од надвор од нејзе, ни укажува дека ние целосно треба да ја менуваме нашата геостратешка поставеност во однос на овие два клучни проблеми. За да преживееме, значи, буквално за да преживееме, ние мора да имаме сосема различна политичка, економска и културолошка матрица. Сакам да се издигне земјоделието на ниво на стратешка дејност. Ние мора да создаваме храна. Ние мора да создаваме технолошки развој. Нас ни е потребна науката. И јас само во таа насока можам да барам гаранции. Не може мене никој од надвор да ми дава гаранции дека сум македонка, дека има македонска историја, македонска култура. Синоќ ја напишав една колумна која што навистина си го бараа германците. Ни преседна нивната германска политика многу одамна. Откога го затворија поглавието околу Ханс Лотар Штефан, кој што беше прекрасен амбасадор германски во Македонија, не уништија со нивната антимакедонска политика. И мислам дека македонецот доволно се има изборено низ сите овие борби, како што почнав на почетокот, бидејќи ние така се градевме како македонци преку борбите, доста ни е веќе некој да не таксува за бугари, за грци, за не знам какви не, само не македонци. Односно, Глас за Македонија стои цврсто на идеологијата за сувереноста на народот, бидејќи во ова глобално време сметам дека постојат само два вида на идеологии, суверенисти и глобалисти. Се друго е фрлање прав во очите. Македонија и нејзиниот народ си се избори за држава, си го има асном, ги има темелите, ја има својата независност во 91-та година и сега најважно е да се врати назад кон автономијата, викаше Димо Хаджи Димов, односно назад кон сувереноста. Ништо друго нема да не спаси ако тоа не го имаме во предвид. Така. А каде го гледате излезот од оваа политичка криза? Дали предвремени парламентарни избори се единствениот излез или има и друг излез? И како да се дојде до предвремени избори кога ВМРО, ДПМН и коалицијата немаат 61 пратеник за да го распуштат собранието? Како ќе ја протолкувате и изјавата на Бујар Османи дека прифаќаат да излезат од владата, но истовремено да се случил ветинг на политичарите во Македонија и тоа преку некаков си вид на странски мониторинг? Дали ваквото барање на Османи упатува на фактот дека
во Македонија имаме тоталитарно правосудство? Знаете, не е само со правосудството тоталитарно, и политичкиот систем тоталитарно, авторитарно, диктаторски, па дури јас сметам и сигурна сум дека ние имаме веќе феудалци. Не сме Значи, далеко. наместо да прогресираме и да одиме во некоја си авангардна, некоја општествена формација, ние назадуваме и сега ние се враќаме во феудализам. И овдека е еден ендемичен процес. Зошто е феудализмот? Се извинувам. Благодарение на таа меѓународна поддршка, еден круг на луѓе, благодарение на политичката власт, се награбија со економска моќ и тие сега го условуваат нашето целосно живење и обстојување. Или оние 2% богати луѓе, кои некогаш постоеа, сега веќе имаат сериозна власт. А ние другите сме само, што века на времето османлиските документи, раја. Така. Излезот го гледам, мора да има избори. Но никој нема да се откаже од власта, ги имам во предвид овие што сега се на власт, бидејќи според нашиот устав, парламентот треба да се распушти самиот од себе. Ние имаме во парламентот такви луѓе кои што све би направиле, ама од својата власт не би се откажале. И вие немате начин како да го распуштите парламентот. Своевременно кажав дека ние имаме фалинка во самиот устав, односно во самиот процес на политичко управување во државата, вие не можете да смените парламент ако не се само распуштите. Ја немаме таа можност како во Италија или во други парламентарни држави за тоа да се случи. Ако господата смета дека го има потребното мнозинство, нели, во конкретниот случај 80, поточно 81 по учебниците, нека си распише и внесување на бугари, и нека си распише предвремени избори. Меѓутоа, знаете, предвремените избори сами по себе не се решение. Ако во тој изборен процес продефилираат повторно политичките чудовишта кои што ги имаме овие 30 години, морално паднати и никакви, што ќе направиме ние со тие предвремени избори, пак ќе ги гледаме чудовиштава, пак ќе ги гледаме како се клештат пред телевизија, во стилот ништо не ни можете. Само да ви го земам примерот со Бехтел и Енка, како се однесуваат тие политичари. Така што мислам, проблемот се решава со нови избори. Но треба да им се даде содржина. Што? Да. Не може тие што беа актуелни 30 години во политичкиот дискурс повторно да ми бидат лидери. Па тие немаат морален кредибилитет. Како јас, ветинг, кој се заколнал волкот дека јагниња нема да јаде? Така. Ке се навратиме и на третото издание на Преспа форумот во Струга. Како гледате на овој форум и на пораките од истиот пред се на темата која преовладуваше на овој форум, а тоа е дека Македонија и другите земји од Западен Балкан до 2030 година ќе се приближиле до Европската Унија. Очекувате ли проширување на европското семејство до 2030 во која ќе влезе и Македонија? Знаете, има една српска поговорка, вели парада, кича и пијанства. За Преспа форумот, мислам. Да. На тоа мислев. Значи, Преспа форумот е едно театарче лево ќоше, кое што треба на нас, луѓе кои што живееме во Македонија, на еден поедноставен начин, на еден побезболен начин,
да ја голтнеме горчливата вистина, дека самите си го сменивме името, благодарение на корумпирани и неморални политичари. Преспа форумот мора да ја одржува идејата дека ни се случило нешто многу добро. Ама ние велиме, не ни е добро, не се чувствуваме пријатно, вознемирени сме, не сме веќе македонци. Не, тоа само е фата моргана. И Не е така. Преспа форумот е такво едно негативно, интелектуално и емоционално дразнење на македонецот, да немам коментар. Преспа форумот треба да го зацкрие именското, историското и идентитетското бришење на македонецот. И она што се именува како 2030 година, тоа е само за некои луѓе во полупијана состојба да го восприемат тој податок. Прво да не заборавиме дека уште председателот Макрон 2020 година, чина мај месец беше, кога ја најави новата методологија за проширувањето. И од тоа нема враќање назад. Па сега ги гледаме овие чудниве политички чудовишта, што сакаат малку повеќе да си каснат бифтек, дека ќе сме биле зачленети во Европската Унија 2030 година. Ако тие имаат низок капацитет, IQ, извинете, ама ние па имаме доволен IQ или степен на интелигенција да сватиме дека се работи за глупости. Мора да се оправдаат средствата кои што беа ангажирани 2018 година. Мора да се одржува преспа форумот, замислете каква трагедија, оној што го потпиша Никола Димитров, плаче како не бил поканет, замислете. Да, го гледавме на телевизија, плачеш. Да. Па место да се скрие таму и да се покрие со пепел, преспа форум. Не случајно ги спомнав геостратешките моменти околу Македонија, значи војната што се случува на релација Украина-Русија. Однесувањето на европските држави во рамките на Европската Унија предполагаат сосема нови техники и стратегии и тактики во однос на општењето или проширувањето на Европската Унија и само оние кои што се политички дилетанти ќе ви речат дека многу лесно ќе го достигнеме датумот 2030 година. Особено најмногу е гласен во ова пропагандна манифестација лидерот на Зелените, Али Ахмети. Можеби тој си има работа со понеинтелигентни луѓе, меѓутоа ние македонците сваќаме дека не навредува сето тоа и сакаме многу поинтелигентни и поиздржани настапи, така да преспа форумот одржана во Струга можеа да си ја одржат и на друго место и да се зборуваат за нешто друго, а не да бидат ангажирани македонски средства, македонски буџет во таа насока. Како гледате на усвојањето на германската резолуција во германскиот Бундестаг? Дали ова резолуција е навистина поддршка за македонскиот идентитет како што го представуваат овие од ненароднава власт, или пак е еден вид на поддршка, односно притисок за уставните измени, и со каква цел се носи оваа поединечна резолуција кога ние немаме проблем со нив туку со Бугарија? Веднаш да ви кажам, јас и на времето пишував, за жал, мене ми е многу жал, затоа што сметам дека Германија многу отстапи од она што најмногу го имаше како моќ, а тоа беше германската филозофска мисла. Многу жалам што таа германска филозофска мисла падна на една ефтина руска стратегија. Во моментов Германија
ја води најлошата руска политика на Балканот. Ние, научниците, ја знаеме руската политика на Балканот. Но Германија со својот капацитет требаше да изрази една сосема друга политичка стратегија и концепт. Толку е ефтино, толку е несоодветно она што се прави во германскиот Бундестаг, што навистина јас се срамам од нивните постапки. А во резолуцијата на Бундестагот се вели дека тие го поддржуваат македонскиот јазик, историја и култура, но не забораваат да додадат дека тоа е во однос на Северна Македонија, која развива мултиетнички модел. И веднашка се сопнуваме на пречката. Што сака да каже Бундестагот? Дека Боранијава Зеленчуков во Македонија е многу мултиетнички и затоа е македонски и им го признаваме. Ама ние, што сме во Германија, кај што имаме и турци, и пољаци, и се што разни раси, не биле мултиетнички модалитет. Мислам, не знам кој е поглупав во приказнава. Еве, јас само кратко ќе им кажам, ги замолувам, нека не бранат, ние може сами да си се браняме и можеме да обстоиме, а ако им треба помош на овие што представуваат власт, нека си ги бранат, ние и без нив и со нив ќе обстанеме. Како ќе го протолкувате изгласувањето од страна на 80 пратеници на предлог законот за промена на изборниот законник за една изборна единица во првото читање, со што влегува во собраниска процедура? Какви се вашите очекувања? Дали конечно ќе се промени моделот на изборниот законник и дали на следниве избори ќе имаме само една изборна единица или ова беше само колку да ги смират овие од Дом, кои најавија дека ако до јули не се промени изборниот модел, ќе ја напуштат коалицијата? А знаете, Бети, јас мислам дека е ова второто. Ако се имаше идеја да вистински да се пристапи кон измени на законот за избори, тогаш веднаш ќе се пристапеше уште 2020 година. Меѓутоа, знаете, големите партии тоа не сака да го направат, без разлика дали се во опозиција или во опозиција. Бидејќи кај нас со закон им е обезбеден соодветен буџет. Од народните пари тие добиваат соодветен буџет. Друго, нашите маратонци во тркава, овие што сега се на власт и во опозиција, ама се актуелни во политичкиот дискурс, ние ново формираните партии ги пуштаме да трчаат 100 метра пред нас, а после ние да се вклучиме во тркава и ќе одиме на избори. Значи, кога ќе завршат изборите. Таков е системот. Да. За да имаме фер, нели, некоја изборна кампања, прво треба рамноправност на политичките субјекти. Значи, рамноправност на сите политички партии. Значи, и во финансирањето, и во медиумското представување. Сега да не ги разработувам модалитетите, што значи една изборна единица и така натаму, меѓутоа многу суштински работи пред да дојдете до тоа мора да решите. Начинот на кампањата, зошто да не бидат како во Холандија, се знае колка ќе ви биде постерот, која големина, на кое место ќе бидете огласени, каде ќе настапите и сето тоа. Меѓутоа кај нас, мал народ, големи трошоци. Мислам дека во однос на ова нема да дојде до соодветна промена, бидејќи условите не се созреани да се случат промени, бидејќи овој систем сега што го имаме е многу неправеден
бидејќи не сите гласови кои што се дадени во изборниот процес го нашле своето место на соодветен начин. Не е фактор партијата Дом. Партијата Дом си е во власта, бидејќи за тоа добила соодветни компензација и интереси во политичката состојба на Македонија. Многу е важно дали имаат политичка култура големите партии и да речат, не, ние нема да трчаме 100 метри пред вас, туку сите ќе почнеме на исти старт. Тука е работата. И друго, мислам дека е многу опасно да се зборува за 5% како изборен праг. Во Македонија треба да постои природен изборен праг, мислам дека беше тоа 0,8. Така што има тука многу моделитети, многу нешта, меѓутоа знаете како велат, земи ми све, само власт не ми земе. Така. Господја Котлар, во Македонија се појави нов вирус, можеби веќе слушнавте, кој после изгледа е пренослив, но само кај некои луѓе со неопределена ДНК. Како ќе ги прокоментирате двата настапи во бугарските медиуми од страна на председателот на Сдруженијето на бугарите во Македонија Шемето од Лабуништа, самоосвестениот бугарин Бекир Кадриовски, кој изјави дека не можел повеќе да живее во Македонија, ќе се селел во Бугарија. Наводно и тој бил нападнат во кафана од страна на некој македонец. Имате ли сознание дали и кога ќе му го пратат авионот од Радев да го однесат во Бугарија или пак ќе почекаат да ги испечатат бугарското државјанство и бугарскиот пасош? И дали министерот Бујар Османи по примерот за нападот на Пендиков веќе пресече дека причината за нападот на Кадриовски била бугарската самосвест. Како ќе го прокоментирате и последниот повик од Софија, овој пат од лидерот на Има таков народ, Слави Трифунов, да се стави ново вето за Македонија во ЕУ по инцидентот со самосвестениот бугарин Бекир Кадриовски од Струшко Лабуништа. Ова ли е она што Македонија ќе биде соочена на нови и нови вета за вакви банални работи и после секоја тепачка бугарите ќе бараат вето и ново вето за Македонија? Па да, значи ова што го поставивте како прашање не враќа повторно на почетокот. Се работи за една пропаганда. Зошто е таа пропаганда во оваа форма? По потпишувањето на Преспанската спогодба, Бугарија се најде онеправдана во однос на македонските работи на Балканот, особено во однос на Грција. Грчката и бугарската политика, посебно на надворешен план, се во синхронизација. До сега ние немавме така примери на освестување на пијаници меѓу себе или на наркомани кои што се тепаат, па после се освестуваат како бугари. Меѓутоа, очигледно дека моментот е доста прагматичен, соодветен. Тоа им конвенира на овие што бараат економска придобивка или политичка, а и на овие што бараат определена политичка добит. Овој од Лабуништа прочитав деновиве дека веќе е во Софија. Иако му е укажана соодветна лекарска нега. Дали во Софија и нему сега фришко му печата државјанство и слично, навистина не знам. Ама јас да сум представник на бугарската држава, ќе ми биде срам да си имам работа со такви примероци. Но секој за своето да зборува, како да ви кажам. Ако сте поголем криминалец, ако сте поголем зависник, ако сте некој финансиски разбойник, тогаш имате поголеми шанси да добиете бугарски привилегии. И не е да им се лути човек на бугарите, па нека им дадат на луѓето. Ете, нов начин за сосправување со криминалците.
Не знам, може би во Австралија вие ги судите и ги затварате. Ете, во Бугарија им даваат државјанство. Фактот е дека бугарската држава си цели да си реализира своји намери. Факт е дека одредени неранимајковци и разбойници тоа го користат, но на штета на македонските вредности и интереси. Така. Господја Котлер, задоволство причини и ова ваше учество во Македонски корени. Ви благодариме и ви посакуваме убав викенд, пријатно до слушање и секако скоро довидување. Многу здравје до вас и секое добро. Ви благодарам и мене ми беше особено задоволство. Ви посакувам убав ден и до скоро видување. Остануваме во контакт и поскоро видување овде на Македонски корени. Така. Ви благодарам. Довидување. Пријатно.